Така, долго време сме сведоци дека политичките партии се одскочна даска за луѓето кои сакаат да се вработат. И доколку си поголем послушник, толку повеќе напредуваш во своето звање и во својата кариера. Партиите веќе стана биро за вработување. Не е важно дали си вреден, квалитетен и компетентен човек, туку дали си партиски човек. Ова особено е болно за образованите луѓе кои се труделе, завршиле факултет, а на крај стануваат бројка за полнење на автобуси по митинзи. Јас долго време работев како професор по македонски јазик во подрачното училиште во село Рашец и младите колеги, а ги имаше многу, често пати беа посрамени од оваа своја одлука дека мора да одат по митинзи, затоа што беа повредени. И тоа сакам да се смени веќе во политичкото делување на Куманово. Јас немам проблем со политичките партии. Јас имам проблем само со тоа како се делува на терен. Од друга страна, сведоци сме дека многу луѓе кои се квалитетни и компетентни може да придонесат во развој на Куманово, не го прават тоа, се тргат од политичката партија и од функцијата. Зошто? Затоа што знаат дека нивното име може само да биде искористено како алатка за делување на политичките партии. И тоа вистински им пречи. А мене ми пречи што не се присутни. И често пати велам, ако мислиш дека можеш да придонесеш за Куманово како квалитетен човек, зошто не се впуштиш во политичко делување? И јас еве ме една од нив. Не сум била политички активна, не затоа што не сум можела, јас сум член на СДСМ, туку затоа што не сум сакала. Мене како наставник по македонски јазик не ми личи да ги делам децата, а народот воопшто, на наши и ваши. Јас напротив ги спојувам учениците, го спојувам колективот, никако не правам поделба во народот. Сведоци сме дека општината во последни 4 години, откако е градоначелник Максим Димитриевски, се менува и тоа се менува со брзо темпо и на многу подобро. Тоа ми беше дадена прилика да бидам рамо со него и јас веднаш ја прифатив, затоа што е чест да бидам со еден човек што е вреден, докажан на политичката сцена, не само во Куманово, туку и на државата. Она што највеќе ми се допаѓа кај него е искреноста, вреден како човек, исполнителен и никогаш не манипулира со народот. Што е улога на советник? Улога на советник во Совет на општина Куманово е да работи само исклучително за граѓаните, не за политички партии, не за политички интереси, само за граѓаните, да даде отчет само пред граѓаните. Значи мора советот е конекција помеѓу обичниот народ, народот што го избрал, и извршната власт, односно градоначалникот и останатите тела во општината. Она што ми се допаѓа во работата на Советот на општина Куманово е пред се транспарентност. Значи, секоја седница се пренесува онлайн и секој граѓанин на општина Куманово преку извештаите кои ги прави Советот на општина може да дојде до одговор кој го засега. Она што не ми се допаѓа, сум гледала седници на општина Куманово, она што не ми се допаѓа се препокувања, лични препокувања, партиски препокувања и вадење на партиски поени од секоја дискусија. Мислам дека тоа треба да се смени. Мислам дека секој советник што ќе дојде во Совет на општина Куманово треба да работи за интерес на градот, на граѓаните, не за политички партии, во интерес на политички да поентира на секој одговор или секој прашање што ќе го дадат во Советот на општина Куманово. Има предолги дискусии, има реков веќе политички препокувања, мислам дека многу повеќе треба да се работи на тоа да телата што се формираат во рамки на Совет на општина Куманово да бидат составени од луѓе кои ја разбират работата во тоа тело, значи квалитетни, компетентни луѓе за таа област, а не луѓе ставени само да се зима паушал и да одговарат на таа политичка функција. За секоја одлука што се донесува треба секој да биде добро информиран. Не да се работи само по политичка директива, гласајте. Јас, например, често пати и луѓето што се од
политичка партија СДСМ не сум ги видела на седница на општина Куманово да се обраќаат, туку само гласат во позадина, што е нели договор од претходен. Она што мене ми се допаѓа, кога би освоиле мнозинство нели во Советот на општина Куманово, е што ќе имаме за секоја област човек што ќе биде компетентен за таа област и кој ќе не насочува како треба да се гласа и да биде сето тоа во корист на граѓаните. Значи, мора да постои и да остане таа конекција помеѓу потребите на граѓаните, проблемите, идеите на граѓаните и Советот на општина Куманово. Додека одев по овие состаноци со граѓани, разбрав и сватив дека, например, голем дел од местните заедници не работат, не функционират. Зошто? Затоа што долго време не е направен реизбор. А зошто не е направен реизбор? Затоа што не се стават луѓе што навистина се заинтересирани да бидат председатели на местна заедница, туку се стават луѓе што се партиски луѓе и што воопшто нели не сакат да се инволвират во проблемите на граѓаните. Значи треба многу работи да се сменат за да се работи само исклучиво во интерес на граѓаните на Совет на Куманово. Прво морам да кажам дека може би не 4 години, ама 2 до 3 години веќе по Куманово почна многу да се менува. Прво беше нели кружниот тек направен, спомен костурница, студена вода, излетничкото место, се направи каков тако, почна да се регулира сообраќајот во општина Куманово. Она што мене ми е многу битно, како човек од образование, почна да се реконструират училишта. Нешто што беше мисловна именка од пред 4-5 години. Например, јас како помошник директор на Кочо Рацин, често пати имав проблем да направиме проект за реконструкција на училишните згради. Веќе тој проблем го немаме. Зошто? Затоа што се направи предпријатието Куманово план, предпријатија со многу млади луѓе, многу амбициозни луѓе и многу квалитетни луѓе кои прават безпрекорни проекти кои поминуваат многу лесно и во Министерството за образование, а не само во општината. Значи, се менува Куманово и се менуваат воопшто изгледот се менува на Куманово. Има многу изградено, мислам дека 9 игралишта, спортски игралишта, спортски терени за учениците. И допрва ќе се прави и се предвидени во програмата за наше Куманово. Она што мене ми пречи е немање на инструмент да се сочува она што е веќе направено. Например, споменик Костурница, бевме веќе полна со ѓубре. Значи мора да се направи предпријатие кое ќе се грижи за тие објекти кои се прават со народни пари. Исто станува збори за студена вода. Таму е направено, инвестирано народни пари, а има еден куп на отпадоци. Тоа е и до нас, до грижата на населението, меѓутоа веќе кога населението не е свесно, мора да се најде инструмент. Јас, например, многу се лутам, реката се чисти редовно, според програмата на општина Куманово, а постојано е со отпадоци. Значи, ако некој прави неред, и ако фрла отпадок, и ако е социјален случај, може да се исчисти реката. Значи, нема потреба општина Куманово постојано да се залага. Мора да има казнени мерки. И за тоа навистина ќе се залагам во идниот мандат на Советот на општина Куманово. Така, во ова предизборна кампања има многу кандидати за градоначалници и многу советнички листи и се ветува се и сешто. Мислам дека нашата програма е реална, особено се радувам на кружните текови кои се предвидени во програмата. Како човек од образование се радувам на сите предвидени реконструкции на основни училишта, затоа што знаеме, сведоци сме дека средните училишта, голем дел од средните училишта веќе се реновирани, се во форма, особено како пример може да го дадам Техничкото училиште Нацеву, Ѓони, кој е веќе репрезент за едно средно училиште на ниво на Македонија. Се менуват работите и во гимназија, во економско училиште, ќе се прави нов средношколски центар, сами фрашери, ќе продолжи реконструкцијата на основните училишта и тоа не само на централните, туку и на подрачните основни училишта. Ќе има игралиште за секој училиште со тартан подлоги, она што почна веќе, имаме нели има од претходната
претходниот мандат веќе бе изработени 9 такви игралишта и мислам дека секој училиште заслужува еден таков простор каде што ќе се и јакне спортскиот дух на учениците, а и децата ќе имат каде да го потрошат своето време, не само да седат пред компјутери и телефони, туку напротив да го шират оној спортски дух. Гасификација на општинските објекти е многу важна и е приоритет во програмата, затоа што на тој начин ќе се и заштеди и ќе се допринесе за енергетска ефикасност во општината. Има уште многу што се проекти што се оддел на социјала, од економски развој и верувам дека за прв пат после долго време ќе се потенцира економскиот развој, особено на економската зона Новини и Речица. Приоритети има многу, меѓутоа мислам дека е најважно да се работи на задржување на младите во Куманово, значи да се направи еден простор, едно место за живење кое ќе ги задржи младите во Куманово, затоа што сите знаеме дека со завршување на средно или на факултет тие веќе размислуваат каде да се преселат. Значи, треба да им се дават можности да останат во Куманово, да се реализират како луѓе и да придонесуваат за развојот на својот град. Тука е и инклузивноста воопшто на луѓето со попреченост во правење на услови да останат и да се ги реализират сите своји должности и обврски, а и да придонесат за градот. Економскиот развој секако е на прво место, раззеленувањето, пошумувањето, нови зелени површини. Има многу приоритети. Меѓутоа, јас би сакала да се надовржам во ова прилика на ова прашање за квалитетот на нашата советничка листа. Мислам дека во советничката листа се луѓе што до сега не се биле исполитизирани, се членови на одредени политички партии, меѓутоа се силно веруваат во овој граѓански концепт и затоа се и на листата. Тука до мене, зад мене веднаш Дарко Митевски, човек доктор ветеринар кој има големо искуство и верува дека овој граѓански концепт со неговото делување може да придонесе за поквалитетно место за живење. Третна листа е Николај. Тој е дете, студент кој студира на најпознат Московски универзитет и остана во Куманово да ја поддржа оваа граѓанска иницијатива и верува дека може да придонесе со својот ентузијазам, со својата енергија. Четвртата на листа е Јадранка, докторка епидемиолог, која е позната, која се грижи за јавното и колективното здравје, особено е позната за време на корона кризата. Лидија Костич, директорка со 2 мандата, успешна директорка во основно образование. Тука ни е Реджепе Реджеповски, нашиот олимпиец, добитник на сребрен медал во бокс. Тука ни е Маријан Стошевски, познат новинар кој душа дава за нашата Соколана. Има многу квалитетни, компетентни луѓе кои целиот свој габарит, целиот свој потенцијал го стават во функција само на граѓаните. Она што не составува сите е идејата дека може сите да придонесеме за еден поубав, помодерен и поурбан град, прифатлив за сите луѓе, сите граѓани. Во оваа советничка листа има македонци, срби, албанци, имаме ром, значи Куманово во мало, имаме луѓе што се од урбан и рурален дел од градот, што исто така многу значи. Имаме луѓе од различни професии и сите тие професии, компетентни луѓе и сите тие ќе придонесат во развојот на градот и делувањето. Мене ми е многу мило што има повеќе советнички листи со кои може да се надпреваруваме и по идеи и по квалитет на луѓе. И мислам дека е редно време да се разбие тој црно-бел свет кој постоеше во Совет на општина Куманово и мене ќе ми биде многу мило да влезат од сите советнички листи барем први двајца, затоа што верувам дека тоа се квалитетни луѓе. Јас лично голем дел од нив ги познавам и на терен кога ќе се сретнеме често пати правиме шема како ќе делуваме во Совет на општина Куманово. Значи комуникацијата ми е мене
јака страна, комуницирам со секаков тип на луѓе, а особено со луѓе кои ќе придонесат во развојот на градот. Така да ова воопшто мене не ми пречи како носител на советничка листа, напротив, сметам дека таму се луѓе кои имат големо искуство, кои имат иста цел како нас Куманово да се развива на подобро и кои ќе работат само во интерес на граѓаните. И се надевам дека кој ќе се направи овој совет на општина Куманово, бидејќи има повеќе советнички листи, ќе биде еден од поквалитетните што го имаме до сега видено. Советник во совет на општина Куманово треба да биде вистински представник на граѓаните на Куманово. Значи човек од народот и докажан во својата професија кој може да ги пренесува сите проблеми и сите барања што ги имат граѓаните во советот. Она што е добро во нашата граѓанска иницијатива за наше Куманово е што не стои ни една партија зад нас. Ние даваме единствен очит на граѓаните на општина Куманово. И често пати велат дека чекориме дека патот по кој чекориш кога си сам е многу тежок пат. Меѓутоа ние го имаме народот со нас. Ја чувствуваме неговата енергија и тоа ни дава дополнителен ентузијазам да работиме за граѓаните на општина Куманово. Имав среќа да го посетам историскиот град во Португалија Гимараеш, многу сличен со Куманово по она што се вели историски почеток на некакво движење. Меѓутоа таму за граѓаните на Гимараеш беше центар на свет. Тоа како советничка група кога би успеле да го наметнеме мислење и меѓу луѓе што се македонци, и меѓу луѓе што се албанци, и меѓу луѓе што се роми и срби во Куманово, меѓу луѓе од урбан и рурален дел би било за добит на цело Куманово. Верувам дека граѓаните ќе ја препознат она искрена намера што ја има советничката листа заедно со кандидатот за градоначелник на општина Куманово Максим Димитриевски и дека ние ќе бидеме нивниот прв и единствен избор. Иако сме на советничките на листите за гласање последни, дека со нивното верување дека може да постигнеме нешто и може да направиме еден пресврт во кумановската политичка сцена, ние ќе бидеме единствен нивен избор и дека на 17 ќе заокружат она што е добро за цело Куманово, а тоа е граѓанската иницијатива за наше Куманово.